клучна и за безбедноста на нашите почитувани гости. Во Добро утро секое утро се решивме гостите да ни бидат на линк од сега па натаму секако. Во моментов и велам добро утро секое утро и за докторката Драгица Зенделовска, надворишниот соработник на One Hospital. Како сте? Добро утро. Благодарам, добро ви посакувам и на вас убав ден. Да, ви посакувам и вам убав работен ден пред се. Верувам дека многу нешта има до вас како прашања со оглед на вашата специјалност. Доктор, но нутриционист, но и доктор, секако хемиските науки ви се ваша специјалност меѓу останатото. Па би сакала да ве прашам во ова време на коронавирус, најпрво за оние што во моментов се веќе заболени од овој коронавирус, што тие треба да консумираат? Вака, многу битен момент е да го запазиме имунолошкиот систем и функционирањето на имунолошкиот систем. Не само за оние што се заболени, туку да делуваме и превентивно. Со оглед на тоа дека не постои терапија, единствена цел да учествуваме во превенцијата е преку правилен избор на храна и одржување на имунолошката функција. Значи, би требало да зборуваме во однос на макронутриентите кои што се вклучени во исхраната, како например јаглехидратите. Значи, гликозата е важен параметар, важна намирница за нашето тело и за правилно функционирање на клетките на имунолошкиот систем, бидејќи практично вклучувајќи ги, значи, лимфоцитите, неутрофилите и макрофагите, тоа е едно добро гориво за нив, што значи дека за луѓето пред се оние кои што се физички активни, се уште остануваат физички активни, да внимаваат на количината на јаглехидрати кои што ги вклучуваат во текот на нивното дневно мени. Она што е многу битно да се напомене дека стресот, па дури и стресот кој што е индуциран од посилната физичка активност, може да доведе до зголемено лачење на стрес хормони како што се кортизолот и адреналинот, кои што пак делуваат имуносупресивно, значи ја намалуваат функцијата на имунолошкиот систем. И во таков случај навистина треба да ја зголемиме малце содржината на внесот на јаглехидрати, особено на глукоза. Она што е исто така многу битно е да одржуваме нашата устна шуплина да биде влажна. Значи, покажано и докажано дека практично во плунката или со одржување на протокот на плунка во устната шуплина обезбедуваме протеини кои што всушност имаат антимикробно дејство, како што се имуноглобулините, лизозимот, бета-амилазат. Така да пиењето сокови од време на време и то статичности и чаеви може да обезбеди да ја одржуваме влажна устната шуплина. Кога сме веќе кај другата категорија на макронутриенти, како што се мастите, треба навистина да бидеме внимателни со нив. Мастите во суштина делуваат, имат негативен ефект на функцијата на имунолошкиот систем. Нормално треба да споменеме дека треба да внимаваме и на омега-6 и на омега-3 масните киселини, кои што и текако ни се сега важни, како есенцијални елементи, кои што не ги создава нашето тело. Така да во суштина омега-6 и омега-3 многу често даваме кога имаме проблем со некои автоимуни заболувања, како што е реуматоидниот артрит. Меѓутоа, знаеме дека омега-3 масните киселини имаат имуномодулаторно дејство. Така да во суштина внимавајте на внесот, меѓутоа не прекумерано, затоа што ако ги внесуваме прекумерено, тогаш можеме да направиме супресија, односно инхибиција на лимфоцитната пролиферација на интерлеукините 2 и така натаму, значи може да имаат исто така негативен ефект кога се внесуваат во големи количини. Од другите макронутриенти кои што треба да внимаваме и да ги внесуваме, тоа се протеините. Значи протеините и аминокиселините и како се важни за правилна имунолошка функција. Меѓутоа, луѓето кои што се на одредени диети каде што има поголем процент на протеини, имаме поголем процент на масти, внимавајте затоа што во таков случај расположливоста на глутаминот е намалена. Па за да го одржи вашето тело, да ја одржи ацидобазната рамнотежа во суштина, му е потребен тој глутамин и на таков начин пак ја намалувате имунолошката функција. Така да, во однос на макронутриентите би препорачала генерално да внимавате да бидат од се понешто застапени, со оглед на тоа што нашата физичка активност е сега генерално редуцирана, значи ќе треба да внимаваме на нивниот вес и на правилно комбинирање. Погледнете она што се случи во Кина. Каква промоција направија на традиционалната кинеска медицина,
за сите оние кои што беа заразени од коронавирусот и за превенција. Во суштина се даваат, да речеме, супи кои што содржат сладок корен, кои што содржат северноамерикански женшен, кои што користеа сокови од калинка и така натаму, пред се заради превенција и третман на респираторните заболувања кои што се предизвикани од вирални инфекции. Значи, главните состојки кои што беа присутни во овие супи во суштина делуваат на спречување на репликацијата на самиот вирус, како што се неуроминидаза инхибиторите, различни полифеноли и така натаму. Значи, она што ние сега треба да го направиме во оваа ситуација е навистина да ги следиме препораките на Светската здравствена организација. За сега се држиме добро и можеме да ги пофалиме луѓето во бели мантили, министерот како ја контролира целата ситуација, министерот за здравство. Меѓутоа, она што треба да внимаваме е да бидеме ние општествено и социјално одговорни, ние граѓаните. Значи, она што треба да го направите е навистина да седат дома, затоа што единствен начин како да превенираме од тоа да не се заразиме со корона е да се држиме на една социјална дистанца. Тоа значи седете си дома. Значи, не постои начин како да избегнеме да не се заразиме од коронавирусот, затоа што само контактот, тој се пренесува генерално преку животни и од човек на човек. До сега не постојат податоци дека трансмисијата се случува преку храна. Но треба да внимаваме при купувањето на храна која што е на отворени простори, со оглед на тоа што ако имаме луѓе кои што се заразени, преку кијање може практично да ја контаминираат храната. Да. Така да на таков начин, кога се купува свежа храна, би препорачала дома внимателно да се измие пред конзумирање. Да, токму тоа е следното прашање. Докторка, ме слушате? Да, ме слушате? Да, ве слушам. Да. Добро. Кога веќе ги споменавте намирниците кои треба да превенираат во однос на исхраната или сите ние што не сме заболени со коронавирус, но сакаме нели сите ние да се заштитиме и да превенираме, па преку исхраната, кои се намирници треба да постојат во оваа ситуација во секој дом? Вака сега, не треба да правиме паника и не треба да трчаме по аптеките и да купуваме Да, со оглед на тоа што постојано се... граѓаните имаме впечаток дека купуваат постојано брашно и зејтин. Тоа треба ли да биде постојано на нашата трпеза? Јас би ви рекла да купите се тоа што го купувавте до сега нормално. Добро е да се избегне одењето во супермаркет секој ден, за да не бидеме толку многу изложени и толку многу народ да не се случи на едно место. Меѓутоа нема потреба и нема простор да се прави паника. Ако луѓето се побезбедни од психолошки аспект дека имаат повеќе храна дома, тогаш би рекла дека можеби би било оправдано, меѓутоа за мене навистина не постои оправданост во купувањето на прекумерна количина на храна поради тоа што продавниците навистина се снабдени. Она што е многу битно е да напоменеме дека како што кинезите си ја промовираат нивната традиционална медицина, можеби ние треба да ја промовираме нашата македонска традиционална да речеме исхрана. Во таа смисла да речеме чајот од сладок корен кој што е долго време застапен кај нас, или чајот од цветови од липа, или чај од анасон, или користење на топли супи во кои што би можеле да ставите, да речеме, ѓумбир, или куркума која што можете да ја ставите во кисело млеко или пак да ја користите така како што ја користат индиците, односно да ја измешате со мед една лажичка и да ја конзумирате. Ете на таков начин можеме да помогнеме да можеме нашиот имунолошки систем практично да го задржаме малце на повисоко ниво. Она што е исто така битно покрај тие макронутриенти за кои што зборувавме, треба да позборуваме малце и за микронутриентите. Значи, сите наши граѓани полетаа во аптеките и се обидоа да купуваат витамини, минерали, не знам, различни додатоци во исхраната кои што се за стимулација на имунолошката функција и така натаму. Значи, микронутриентите кои што веќе се научно докажани, кои што се подкрепени со различни типови на студија, кои што се во функција на подобрување на имунолошката функција, се витамините од типот витамин А, Е, С. Не треба да ги заборавиме витамините B6 и B12, тие играат многу важна функција. И тука се минералите како што е цинкот или како што е железото, бакарот, манганот, магнезиумот и така натаму.
Меѓутоа, треба да напоменеме една работа. Бидете внимателни за сите оние луѓе кои што се на пост, или да речеме сите оние луѓе кои што се на веганска или вегетаријанска исхрана, бидејќи единствен недостаток кој што може да им фали на овие луѓе е цинкот и B6 и B12. B6 и B12 и како се важни за нашата имунолошка функција, бидејќи учествуваат во продукцијата на аминокиселини, нуклеинските киселини, меѓутоа цинкот е исто така многу важен за металоензимите, голем дел од нив учествуваат и во транскрипцијата на ДНК. Така да во суштина цинк треба да се внесува и покрај тоа што веќе сме исто така во некој период кој што се уште е ладен, меѓутоа не во големи количини поради нуспојавите кои што може да ги даде. Витаминот С исто така е познат поради неговото антивирусно дејство, ја спречува репликацијата вирална, меѓутоа особено внимателни кај луѓето кои што имаат проблем со, да речеме, со каменчиња во бубрек. Она што треба да се внимава и што треба да се каже е дека не треба да се внесува огромна количина на изолирани витамини. Значи, витамините делуваат како коензими во нашето тело и тоа значи дека кога ќе го заситиме нашиот ензимски статус, во таква ситуација тие веќе во нашето тело се наоѓаат во слободна форма и може да дадат токсични ефекти. Така да можете да користите, да речеме, мултиминерални, мултивитамински формули, меѓутоа во границите на дневно дозволените количини. Да. Бидејќи во спротивно би имале нели нуспојава. Контраефект, да. Особено внимателни, значи, да, ве слушам. Да, се извинувам само што ќе ве прекинам. Маслата од диво оригано, карамфил, чајно дрво, цимет, еукалиптус, рузмарин, но и може намирниците да ни ги кажете на природна база секако од овош и зеленчук, кои содржат во нив С витамин и Д витамин, кои постојано ги препорачуваат докторите да ги внесуваме, но ете како што велите да нема никој контраефект всушност ако постојано купуваме плюс како додаток во исхраната. Која исхрана би требало секојдневно да биде на нашата трпеза за и на таков начин да се заштитиме? И што мислите за овие масла што ви ги кажав? Дали доволно ќе си го заштитиме организмот со тоа и имуниот систем во овој момент, затоа што исто така велите дека медицинските лица, докторите, нутриционистите, дека на добар организам, односно на добар имунитет, ништо не му може никој вирус. Навистина, ние треба да го одржиме нашиот имунитет малце на повисоко ниво со оглед на тоа дека дури да се инфецираме со вирусот, клиничката слика да биде поблага. Тоа е и целта и практично бројот на инфекции да биде редуциран, значи не одеднаш практично да се појави голем број на инфицирани луѓе кои што се со потешка клиничка слика, бидејќи ние навистина нашата земја не е Германија, не е Италија, не е Франција. Тие би паднале на колена, камоли ние, затоа ја зборуваме постојано за таа социјална и општествена одговорност. Она што е битно за имунолошкиот систем, кога седите дома, еве, например, направете супа, да речеме пилешка, во која што би можеле да ставите тие што може да конзумираат бибер и лута храна, би било одлично. Може да се стави и ѓумбир, може да се стави и куркума внатре во неа. Меѓутоа, не толку многу работи одеднаш. Витаминот Д е навистина еден од најважните кога стануваме збор за имунолошката функција, за нејзино подобрување. Меѓутоа, кај луѓе кои што има недостаток, затоа што и прекомерни количини од витамин Д исто така не даваат еден токсичен ефект, како што дава и провитаминот А или витаминот А. Значи, маслата од оригана, можете да користите маслинов зејтин и така натаму. Меѓутоа, јас би рекла, немојте се одеднаш, значи сето тоа да биде умерено. Користете доста чаеви, користете доста течности. За добар имунолошки систем ни е потребен добар сон, ни е потребна здрава храна и ни е потребна добра хидратација. Физичката активност сега е нормално намалена, меѓутоа исто така и таа е битна, па луѓе кои што сакаат да бидат физички активни, тоа може да го прават и дома. Така да витамините најчесто внесувајте ги преку овошјето, исто така и преку зеленчукот, кој што треба во овој период да бидат доста присутни на вашата трпеза. Црвените меса малце редуцирајте ги. Може да се внесе доста, да речеме, риба, може да се внесе мисиркино месо, затоа што таму имате многу цинк. Значи, цинкот е присутен и во мехунарките, присутен и во јаткастите плодови, но со оглед на содржината на влакна во овој тип на храна може да се намали неговата апсорбција во телото.
Така, затоа велам дека можеби медитеранскиот начин на исхрана сега е еден од најдобрите, за да можеме малце да го стимулираме нашиот имунолошки систем. И исто така може да се користат, да речеме, различни додатоци кои што имаат оправдана употреба сега во овој момент. Тука можеме да ги споменеме бета-глуканот, бовин колостромот, може да се споменат пробиотиците, кои што и текако имаат улога во модулацијата на имунолошкиот систем. Како, например, колостромот кој што е полн со антитела и кој што во суштина и текако ја подобрува функцијата на имунолошкиот систем. За бета-глуканите веќе имавме неколку студии кои што дури беа изведувани и на глувци кои што беа инфектирани со инфлуенца и да речеме даде добар резултат, меѓутоа се уште фалат некои податоци од хумани студии. Така да пробиотиците се исто многу важни за модулацијата на имунолошкиот систем, вклучувајќи ги дури и пребиотиците, така да од време на време може и тоа да се дава. Значи, во суштина, внимателни бидете со мастите, нека има повеќе овошје, нека има повеќе зеленчук, нека има протеини, тие се многу важни, напоменавме на тоа. И исто така нека има и јаглехидрати, но не во преголема количина со оглед на тоа дека активноста ни е намалена за да не практично ја зголемиме нашата телесна тежина. Да, но и течностите секако се од клучно значење, повеќе хидратација на нашето тело за добар имунолошки систем секако, а можеби на сето ова уште едно прашање како додавка стравот или паниката, дали добро му делува на имуниот систем? Што мислите? Знаете што, јас би рекла коронавирусот не е толку страшен колку што е страшна неинформацијата, незнаењето, себичноста кај луѓето и така натаму. Мораме да бидеме општествено одговорни, стресот и како влијае на имунолошкиот систем. Напоменавме дека лачењето на стрес хормоните како што се кортизолот и како што е адреналинот негативно влијаат на имунолошкиот систем, значи ја инхибираат лимфоцитната пролиферација, значи во многу делови, во многу механизми кои што негативно влијаат практично на имунолошкиот систем. Така да место за паника практично нема. Она што треба да го правиме е да седиме дома и да ги поддржуваме луѓето во бели мантили кои што ни себично садаваат во овој момент. Ви благодарам, докторка Драгица Занделовска, на вистина корисни совети за сите нас, а и посебно за гледачите на ТВ Алфа и на Добро утро секое утро. Мислам дека апсолутно само да се држиме до вашите совети кои ни ги споделивте заедно со нас и веќе сме излечени од било како вирус, не може ништо. Ви благодарам на вистина. Ова ќе помине, треба само добра мисла и едноставно да се солидаризираме сите за да можеме да ја издржиме целава ситуација. Секако, апсолутно. Само позитивни мисли. Се согласувам со вас, ви посакувам убав ден и понатаму секако ќе имаме соработка со One Hospital, а верувам дека повторно ќе ни бидете и гостинка како стручњак во оваа област. Ви благодарам уште еднаш, Драгица Занделовска, нутриционист, но и доктор по науки. Продолжуваме со програмската шема што